Здраво, јас сум Марија и денес ќе ви покажам две слични игрици. Тие се соло игрици, што значи дека можат и сам да ги играш. Не мора со повеќе играчи. И малку личат на Тетрис, како загатки се. Првава се вика IQ Fit и вторава се вика IQ Puzzler Pro. Секоја игрица доаѓа и вака објаснување. И тука се овие... Тука ти ги пишува кој да ги ставиш и треба да се обидуваш да ги пополниш празниве места. Белите места се празните. И еве ги фигурите. Ова верзија има секоја фигура како две. Може да биде вака или пак може да ставите вака. И треба да ги вртите и да видите каква форма е потребна за да го пополните. Во упатството се нацртани како по боја и треба да ги наредиш. Еве, например, сега јас ќе ја наредам првата. Има повеќе нивоа. Тие се мислам Starter, Junior, Expert, Master и Wizard. И ова е Starter и тоа е најниското ниво. И сега јас ќе го наредам ова. Треба да се наредат исто како што се наредени на сликата. И сега ми остануваат уште овие две делчиња и треба да ги сместам некако. И еве ова одговара тука и ова одговара тука. И како што одат погоре нивоата, така стануваат потешки. Еве, например, ова Junior што е првото има повеќе празни места за пополнување. А пак Wizard, што е најголемо ниво и најтешко, еве го последното. Значи има само две фигури, треба да ги пополниш сите други. И на крајот еве ги тука решенијата. Еве го, значи го погодих решенијата. И за секоја вакво има само едно можно решение. И ова е поедноставно. А ова е IQ Puzzler Pro. И таа има три варијанти. Значи можеш да играш вака, како што се игра таа. Можеш да играш тука, ова е како друга форма. И исто така можеш да правиш пирамиди. И ова тука има објаснување исто така. А фигурите се вака, само едно. И само треба да откриеш каде да ги свртиш, дали да стои вака или вака. Сега прво ќе ви покажам ова што е во форма на правоаголник, затоа што тоа е слично како другото. Прво ќе ви ги покажам за дваде од внатре. Еве ги, и ова има истите нивоа како претходно. И ова е Starter. И сега овие три треба да ги сместим. И еве сега да провериме. Еве го. И тука има решенија. На тоа што исто така и тука за секоја вакво има само едно возможно решение. И сега ќе ви ги покажам оние од надворешната страна. Ова е надворешната страна. Еве го ова. Тука се обично искусани фигурите. Сега ја редам оваа, првата. И не смееме да ги мрдаме тие што се на сликата. Значи не смееме овие да ги мрдаме.
И сега со овие три треба да ги наместиме. И уште сега ќе ви ги покажам тие за 3D пирамидите. Пирамидите изгледаат вака. Ова се исто правилата за редење. Овие се црни и овие се бели. Тука во овие белите треба да се нареди пирамидата. Почнуваме од основата. И јас сега ќе ја наместам оваа првата пирамида. Ово го стави вака, затоа што на сликата се нацртани само вака топченца и покажува дека има две топчења долу и две топчења горе. По бојата ги се препознаваат. Вака стои. И уште вака. И сега треба да довршиме пирамидата со овие две. Еве ова треба, например, тука да стои. И ова тука. И вака изгледа пирамидата на петката. И за ова ниво има решение исто така. И еве ги тука. И тука има од сите заедно има 120 што треба да ги направиш. Загадки што треба да се решат. Заедно со ова одоздола е пирамидите. Сите заедно. Исто така 120 решенија. И ева го решението за оваа пирамида. Мене овие игри многу ми се допаѓаат, бидејќи се како загадки и исто така многу се заразни и многу ако еднаш ги пробаш и нема да можеш да прекинеш. И голема благодарност до Иван што не ги позајми овие игрици за да ги испробаме. Ако ви се допадна или ако сакате да ја пробате, можете да ги најдете овие игрици во продавницата за игрици Гоблин во Скопје. Чао!